Почитувани, глобалната економско-здравствена криза, предизвикана од COVID-19, налага брзи, ефикасни мерки за поддршка на граѓаните, компаниите и спас на работните места. Владата, предводена од СДСМ, уште во првите недели од прогласувањето на светската пандемија, реагираше со суштински мерки за ублажување на негативните последици врз економијата. Стотици илјади работни места се спасени и обезбедена е помош за десеттици илјади компании. Само преку мерката финансиска поддршка од 14.500 денари повработен во месеците април, мај и јуни со 79,5 милиони евра поддржани се околу 120.000 вработени граѓани и околу 20.000 компании. Финансиска поддршка добија и близу 6.000 самостојни вршители на дејности, кои се поддржани со над 4 милиони евра во месеците април, мај и јуни годинава. Во рамките на мерките за помош за стопанството, со бескаматната кредитна линија COVID-1 преку Развојната банка, во стопанството се вбризгани финансиски средства од 5 милиони евра, кои се доделени на 737 компании со над 6.509 лица, и тоа од најпогодените сектори – туризмот, угостителството, транспортот на патници, кои беа први на удар на кризата. Развојната банка пласираше и кредитна линија COVID-2 во износ од 8 милиони евра, одобрени за 639 домашни компании, во кои работат 11.325 граѓани. Со двете кредитни линии поддржани се над 1300 домашни компании. Најголем дел од нив се микропредпријатија кои вработуваат до 10 лица, што значи дека државата во најголем дел застана за семејните мали бизниси кои се суштината на економијата. Почитувани, 26,8 милиони евра завршија кај 309.000 граѓани кои добија платежни картички преку мерката Купувам домашно, чија цел е истовремено да го поддржи домашното производство и да ја зајакне куповната моќ на граѓаните. Од нив 16,5 милиони евра наменети се за 113.000 невработени граѓани и граѓани кои се приматели на социјална помош, 5,4 милиони евра за 111.000 вработени граѓани со ниски примања, над 4 милиони евра за 81.000 млади граѓани, како и преку 900.000 евра за 4.000 здравствени работници. Со цел поддршка на најпогодениот сектор, туризам и угостителство, владата предводена од СДСМ преку мерката Дома си е дома, додели ваучери за туризам на 117.000 граѓани во висина од 12 милиони евра, како директна помош. Почитувани, поддршката за граѓаните и стопанството продолжува. Никој не е сам. Следува четвртиот пакет антикризни мерки, чија подготовка е при крај. Реализацијата ќе започне во следниот период. Продолжуваме уште повеќе и уште подобро. Благодарам.